медиуми. Пред да ја продолжиме седмата седница, барам да се утврди присуство од колегите советници. Председателе, во моментов се присутни 18 членови на Советот. Советот има кворум за работа и може полноправно да работи и да одлучува на продолжението на седницата. Добро. Бидејќи тогаш застанавме на точка 16, беше прекината седницата, ќе ја прочитам. Значи, точка 16, тоа е предлог решение за разрешување и именување член на управниот одбор на КП Водовод Кочани. Подносно оваа точка 16 расправаше Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања и поднос на истата донесе заклучок. Се прифаќа предлог решението за разрешување и именување на член на управниот одбор на КП Водовод Кочани, со кое Дарко Стојчевски ќе се разреши на негово барање оставка за член на управен одбор на КП Водовод Кочани да се именува лицето Славчо Ѓорѓиев, дипломиран машински инженер по предлог на Жаклина Свеќарска. Отварам Спасо Ѓорѓиев, да. Спасо Ѓорѓиев. Отварам претрес по однос на исто. Дали некој бара збор? Венко Крстевски. Најпрвин барам од вас да утврдите дали овде има лице кој што има судирани интереси по однос на оваа точка и ако има лице кој е тоа лице. А по однос на точката сакам да кажам дека разрешување на Дарко Стојчевски, кое што е по препорака на градоначалникот, е поради причини што, како што кажете, претходно не ги исполнувал условите да биде член на управен одбор. Мене ме интересира начинот на кој што вие го формиравте управниот одбор, каде што беа одеднашки изгласани 9 лица. Доколку се утврди дека еден член од тие 9 не ги исполнува условите, дали само тој еден член се иззема? Меѓутоа, ме интересира дали ќе има правни реперкусии со оглед на тоа дека ова е објавено во службен весник. Исто така ме интересира за Дарко Стојчевски, го исклучително го почитувам. Имаше обвинување претходната седница дека е прекината поради неодговорно однесување на поединци. Меѓутоа, сакам сега да ги објавам причините зашто е прекината седницата. Затоа што Дарко Стојчевски, кој е член на управен одбор на комуналното јавно предпријатие, додека е член на управен одбор, истиот го добива и тендерот за брокерско работење на комуналното јавно предпријатие, што е класичен судир на интереси. Ако се утврди дека тоа е точно, не можам да го поставам прашањето на комуналното јавно предпријатие затоа што гледам дека не е овде присутен директорот. За мене е недозволиво да не е присутен директорот на точки, бидејќи понатаму во текот на оваа седница имаме точки со кои што и те како е засегнато комуналното јавно предпријатие. Зошто вие како председател на Советот не се потрудите да обезбедите присуство дали на директорот, дали на представникот предпријатието, за да можеме да полемизираме од оваа говорница? Каква ќе биде оваа дебата? На кого јас да ги поставам овие прашања сега? Дали Дарко Стојчевски е брокер на комуналното јавно предпријатие, дали ги исполнува или не ги исполнува условите? Каде е директорот? Завршите ли? Не, Ќе завршите, ќе ви одговорам, не можам да ви одговорам. Сакам да кажам дека причината за прекинот на седницата е нерегуларното работење. Јас знам дека правниот галијаматијас што го создадовте и со неконструктивноста од страна на вас како председател, искрено ви се чудам на самодоварбата како се уште не си давате оставка, очигледно дека мора да ве сменеме, нема друг избор. Ако веќе неките на избори да одиме, не прифативте добронамерно да одиме на избори, јасно е дека треба да се прави game change во Советот на општина Кочани. Меѓутоа, за оваа ситуација јас ќе барам од институциите да постапат соодветно, да утврдат дали начинот на кој што е избран Дарко е регуларен за управниот одбор на комуналното јавно предпријатие кој што се има составено во петокот, дали истиот е бил присутен на управен одбор. Ќе ги барам тие одговори и барам од вас како председател да обезбедите присуство на лице од комуналното јавно предпријатие. Благодарам. Благодарам. По однос на присуството на директорот, како председател на Советот, уште сабајлето бев известен дека директорот на јавното комунално предпријатие има неодложни обврски во Скопје и требаше да има присутен од вработените. Меѓутоа, со оглед на тоа што овие прашања се веќе четврта седница поред и мислам дека дискусиите и самите точки по однос на сите точки и наредни точки кои што од водовод беа ставани и денеска се ставени на оваа седница, така да мислам дека
добивте одговори неколку пати од вработените пред се од раководителот на финансии и од страна на директорот, така да ако имате дополнително прашање во однос на ова што го шпекулирате и кажувате, кои истина имате можност да ги поставите како советнички прашања да ви биде одговорено писмено се што се однесува до управните одбори и работењето на јавното комунално предпријатие Водо. Дали некој друг ба разбор? Жаклин. Почитувам председателя, колеги советници и останати присутни, јас морам да се согласам дека е навистина недозволиво, дури се случувало да тргаме точки од дневен ред поради неприсуство на лице од подносителот. Во случајов може би има една точка или две кои што се разгледувани, меѓутоа има и точки кои што не се разгледувани и мислам дека има простор и тоа како за дискусија и треба да имаме соодветно соговорник од другата страна. Јас ќе замолам да се потрудите да обезбедите присуство на представник од КЈП Водовод. Не мора да е директорот ако е службено одсутен. Мислам дека може да се обезбеди некој од другите служби, меѓутоа навистина се согласувам дека е неопходно да има некој, заради тоа што и јас имам еден куп прашања кои што сакам да ги дискутирам, особено во врска со планот, да речеме, за 2022 и така натаму. Така што сметам дека навистина е несоодветно да имаме точка на дневен ред која што треба да со кого ќе ја дискутираме меѓу себе. Навистина се согласувам со колегата. Добро, ако имате предлог, може да бидат повлечени точките, што да ви кажам? Во ред? Не, кога ќе дојдат другите точки за дневен ред, ќе ги повлечеме ако сакате, што да ви кажам. Требаше да има представник, меѓутоа еве нема. Во ред. Ќе дојдат тие точки. А кога ќе дојдат до ред тие точки, ќе во ред, повеле. Предлагам до председателот за повлекување на сите точки или одложување на оваа седница. Благодарам. Одложување? Одложување како? Или симнување? Значи седницата ќе продолжи, седмата ќе биде завршена, а одредени точки кои што се од доменот на јавното комунално предпријатие ќе бидат повлечени. Исто така моето барање не го заборавате. Треба да посочите кои лица имат судебни интереси и по кој член е законот за локална структура. Односно оваа точка? Во ред ќе ви биде образложен, ќе ви биде кажен. Одиме со поднос на 16-та точка. Предлог решение за разрешување и именување на член на управниот одбор на КЈП Водовод Кочани да биде повлечена од И таа ли не? И дали за ова сега? Таа не. Не, ова ќе ја ставиме на гласање. Да. Само за планот има да. Тоа ми има предлог да се... Да, ама да се ќе бидат повлечени тие точки кои што се засегнати. Во ред предлогот на Томе Солевски да бидат повлечени сите точки, кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 за. Значи, не. Не се усвојува. Точка 16, предлог решение за разрешување и именување на членови на управниот одбор на КЈП Водовод Кочани. Го ставам на гласање. Кој е за? Требаше да се пријавите и судир. Да, има судирни интереси, ја ќе кажам, Тоше Михаилов, Михаилов. има судирни интереси, како и секогаш се иззема гласање. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Против? Воздржани? Констатирам дека со 9 гласа за не е усвоен предлог. Одиме на следната точка, тоа е точка 17, предлог решение за утврдување предлог за разрешување и именување член на управен одбор на ИУ Меѓуопштински центар социјална работа Кочани. Поднос на оваа точка расправаше Комисијата за мандатни прашања, избори и именување и поднос на истата се прифаќа предлог решението за утврдување предлог, овде има и заклучок, предлог за разрешување и именување член на управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани, со кое постоечкиот член Благојчо Јованов ќе се разреши како предлог за член да се утврди Голубинка Ѓоргиева, раководител на оделение за јавни дејности
во општина Кочани, магистар по педагошки науки, се предлага на Советот да го разгледа и донесе. Отварам претрес по однос на истата. Кој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, точката да ставам на гласање. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Против? Нема? Воздржани? Нема. Констатирам дека со 10 гласа за е усвоена точка 17. Одеме на точка 18. Решение за запирање на објавување на заклучок за усвојување на планот за работа активности на КП Водовод Кочани за 2022 година, број 09/390/1 од 4.2.2022 година и заклучок за давање согласност на одлуката на Управниот одбор на КП Водовод Кочани број 02/466/5 од 20.12.2021 година за промена зголемување на цената на метар кубен геотермална вода број 09/391/7 од 4.2.2022 година. По однос на ова точка расправаше Комисијата за комунални работи, планирање, уредување на просторот и заштита на животна средина и природата и по однос на истата точка 18 не се прифаќа решението. Отварам претрес по однос на истата. Дали некој бара збор? Венко Крстевски. Јасно е дека поради правното незнаење од страна на службите или вас председателе, доведен е градоначалникот во вака непријатна ситуација, да мора ние сега како совет да дискутираме за поништување на одлука која што вие прогласивте за валидна. Мене ми интересира зошто не е овде обезбедено присуството на градоначалникот, за да тој даде образложување по однос на точката, како така магично правните служби во петок на вас ви давале одредена сугестија, а во понеделник на истиот му дале друга сугестија, за да тој не ги прифати одлуките по тие две точки. Поради тие две точки и поради тој правен вакуум кој што го направивте, беше испровоцирана советничка група да ја напушти седницата. Јас, ради начин на кој што реагирав, бев исклучен од седницата. За мене е тоа недозволиво, бидејќи уште на самата седница имаше опомена дека се крши законот и затоа барам сега во оваа прилика да обезбедите присуство на градоначалникот, за да тој ни даде образложување зашто го става ова решение за поништување на одлуките. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Значи, како председател на Советот имам, градоначалникот ми извести дека има идни неодложни работи, според кои не може да присуствува сега на оваа седница, така да и во делот на прашањата ќе бидат писмено одговорени, така добив од него. Образложението е дадено. Образложението е како решение дадено до вас сите како советници, така да ви беше доставено, имавте прилика да го разгледате. Ако сакате, јас ќе дадам едно кратко образложение. Зошто се водев? Затоа што уште во декември правната комисија поднесе барање до државна корупција комисија за спречување на корупција, на кој што јас лично како председател би ги поделив сите членови заедно со ова мислење во кое што ви цитирав и каде што убаво стоеше дека мислење закон за спречување на корупција и судир на интереси во членот 70 предвидува кога службено лице ќе дознае за околности што укажуваат на постоење на судир на интереси или на потенцијален судир на интерес, е должен веднаш да го побара да биде изземено и да запре со своето делување. Во случај на постоење на сомневање на судир на интереси, службеното лице е должен да побара мислење од државна комисија. Од тука произледува дека кога ќе се одлучи за прашање и гласање на точка на дневен ред од седница на Советот на општина, поврзани со јавно предпријатие, членот на Советот на општина кој е вработен во јавното предпријатие, основано од општината, треба да побара да биде изземено и да запре со нивното постапување, како би се спречило наставување на состојба на судирни интереси. Еве јас ќе кажам дека ќе дадам поддршка и се согласувам со градоначалникот, бидејќи за да нема правни дилеми до крај, инаку во разговор со скоро речи сите правници во општина Кочани и во Скопје, сите констатираат дека кога председател на Совет ќе констатира дека има судирни интереси и кога Државна антикорупцијска комисија констатира дека се иззема, самиот збор изземање значи изземање и во бројањето на гласови. Така да, меѓутоа, од самите служби, не само по однос на Државна комисија за спречување на корупција, веднаш е пратено да уште во текот на предходните пред да се одржи седницата е пратено и до
Министерството за локална самоуправа и инспекторатот, државниот инспекторат. За локална самоуправа. И ќе чекаме се додека не дојде мислење од таму да се потврди ова, затоа ќе го почитуваме одлуката на градоначалникот што не ја потпише и ќе оставиме за кратко време да дадеме одговор на сето она што и за нас како и за правниците вработени во општината како недоумица. Томе Солис. Председателе, прашање само до службите ова повеќе, дали имат испратено барање до Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Северна Македонија толкување на законот, бидејќи претходни дискусии, они не се тука да толкуват закони, да ни објаснуват, ја ако се сеќаваме дискусиите, беше само да ги предложат, предочат. Пошто предочувањето е тоа, се наоѓате во дилема дали побарно толкување, единствено толкување се добиват Законодавно-правната комисија на парламентот на Република Северна Македонија. Дали е побарано или не е? Побарано, да. Ке се надоврзам на излагањето на колегата Томе Солевски и ќе упатаме напад до правните служби во иднина да не ги стават во непријатна позиција ниту Советот, ниту градоначалникот. Еве како што гледавте, градоначалникот е ставен веќе во непријатна ситуација со членот на управен одбор на комуналното јавно предпријатие. Не знам како е можело тоа така да ви помине незабележано, дека лицето не ги исполнува условите, а сте го натерале човекот да потпише решение. Исто така и по однос на овие точки. Проблемот е по натамошното функционирање на Советот. Затоа ако ќе имаме некои точки кои што се поделикатни од аспект на правото, на координација ќе ве молам председателя, ако сте уште председател до тогаш, да ги комуницираме за да успееме да најдеме најсоодветно решение, да не биде да ставен Советот во ваква позиција, да гласа одлуки па да ги поништува. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Тодорка Такос. Токму поради ова сега што дојдовме, баравме да се прекине седмата седница. Тогаш со исмејување бевме доживеани од страна на другите колеги и од страна на правните служби, дека нешто бараме што не треба да го добиеме како одговор. Имам впечаток дека на секое барање за објаснување од страна на правните служби ние сме на некој начин омаловажени и смејувани дека тоа немаме право да го правиме. Затоа ги замолувам правните служби во иднина кога ќе побараме нешто, одговорница да излегуваат и да дадат објаснување. Мислам дека тоа го заслужуваме и дека имаме право на тоа. Конкретно еве господинот Венцо, ако може наместо таму од место, одговорница исто така и другите. Да. Благодарам. Во ред, ви благодарам. Меѓутоа, ако се согласите сите, значи претходната седница сакам јас лично да ја заборавам, се надевам дека и вие како опозиција ќе ја заборавите затоа што вашиот начин на делување и тогаш ако се сеќавате, јас на неколку пати му давав збор на Венцо да се доискаже без разлика дали одговорница, испаѓа дека вие ни мене не ме слушате сега, така? Јас и Венцо немаме микрофони како што има, истите микрофони се и таму и тука. Не е битно дали. Јас неколку пати кога сакав пред се како советник, без разлика што сум председавач на Советот, имал право да излезам на неколку пати, бев брутално, ќе кажам, тргнат одговорница. Уште фалеше значи физички инцидент да се направи само за да некој поентира политички. На претходната седница, јас во името на правната служба ќе кажам како председател, побарав од вас да се смирете, да ви даде правен одговор. Ако ги гледате снимките, Венцо делумно одговори, меѓутоа очигледно дека не се слушавме. Еве во иднина ја прифаќам забелешката, ако сакате да се дават за одредени работи, меѓутоа правните служби го кажаат, значи они само може да дадат правно стручно мислење, а не правно толкување. Да, Венцо заради маската ќе мора да ја трга, бидејќи короната. Добро. Во ред. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлог 18 точка решение за запирање на објавување на заклучок на усвојување на планот на работа на КВ Водовод Кочани, како и заклучок за давање соглас за одлука на управен одбор КВ Водовод Кочани за зголемување на цената на метар кубен геотермална вода. Ставам на гласање. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Против?
Ај поединично. Нема. Какви суди? Нема се. Градоначалникот го велел. Ајде. Томе Солевски. Слушаш ли ме? Да викам по-силно, ако не се чуе. Да. Кристина Атанасова. Тарсова. Тодорка Таковска. Мирче Стојков. Ивица Лазаров. Лазо Митев. За. Ивана Максимова. Перо Георгиевски. Венко Крстевски. Аки Акиев. Сања Атанасова. Душанка Георгиева Трпевски. Маријанчо Стоименов. Иле Малинов. Васе Алексов. Жаклина Филипова Свеќаровска. Весна Сенесова. Лидија Серафимова. Тоше Михајлов. Да, може. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ама не е исто кога поединечно може да отскокнува и за повеќе гласови. Едно е кога јавно се гласа, друго е кога поединечно. Тоа можете лично вие да го направите, прво да не гласате, ако ќе читам после да гласате. И многу пати се случено. Ама на тоа не... Да. Во ред, Венцо кажи го бројката, да прекинеме со 1, 2, дискусија. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 за и 1 воздржан. Со 17 гласа за, 1 воздржан, констатирам дека е усвоена точка 18. Точка 19 и точка 20, тоа се план за работа активности на КП Водот Кочини за 2022 година, заедно и давање согласност на одлука за промена зголемување на цената на метар кубен геотермална вода, предлагам да бидат повлечени од оваа седница, да бидат ставени на наредна седница, бидејќи нема представник. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Против? Нема. Воздржани? 1. 20. 20. 14 за, 20 воздржани, нема против. Констатирам дека точките 20 и 21 се повлечени и се предлагат на наредниот совет да бидат пак ставени. Со тоа мислам дека исцрпен дневниот ред. Не, има уште едно. Се извинувам. Да. Добро беше додадено, бидејќи на самиот предлог одлука за организирање јавна трибина во врска со загаденоста на воздухот, водата и почвата како последица од работењето на фабриката Пејпримил во општина Кочани и загадувањето од градска депонија и палење на страништата во... Не. Еве. Пејпермил. Одлука за организирање јавна трибина во врска со загадување на воздухот, водата и почвата како последица од работењето на фабриката Пејпримил во општина Кочани. Толку, така? Да. Жаклина Свеќаровска. Не го поддржава. Да. Предлог беше. Со оглед на прекинот на седницата кој што настана тогаш, а со намера точката се уште да биде соодветна на барањата, односно да се одржи трибина, таму имаше дадено рок најдоцна до 4 март, и јас предлагам тој рок да се промени, односно да стои најдоцна до крајот на март, за да може да биде функционална точката, да биде употреблива, бидејќи значи јавната трибина треба час поскоро да се одржи, а мислам дека 2 недели време е сосема соодветно за општинската администрација да го направи. Па 31 март е до крајот на март. Ама можете конкретно да кажете тоа сигурно ќе не биде. Така Па нека биде најдоцна до 31 март еве. Нека стои така, макар. Поред тоа? Еве. Не може. Па и затоа викам дека 2 недели Ајде време е вака да сосема се... доволно, Дали мислам. може Жаклина да согласат и џабе ако нема представници од овие што е општински инспектори за животна средина МЗШ да се види, мислам, залудно ќе биде трибината ако нема присутни од ова, ме сваќате? Ама ако ние не можеме како општина за 2 недели да ги обезбедиме, ние за година можеме да ги обезбедиме. Во ред, ајде ќе...
Во ред. Предлогот на Жаклина Термин. не, само и пошто расправата тече, дали некој друг од советниците бара збор по одноставна точка? Бидејќи никој не бара предлогот на Жаклина, значи најдоцна до 31 март да биде организирана јавна трибина во врска со загадување на воздухот, водот и почвата како последица на работењето на фабрика Paper Mill во општина Кочани, става на гласање. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Против? Нема. Воздржани? Не. Еден. Еден воздржан. Нотирам 17 дека за и и еден воздржан. Предлогот на Жаклина е усвоен. Сега предлог одлуката за организирање заедно со предлогот на Жаклина го ставам на гласање. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Против? Нема. Воздржани? 1. 17 гласа за и еден воздржан, констатирам дека е усвоена предлог одлуката. Со ова е исцрпен дневниот ред, остануваат советнички прашања, така се договоривме и по однос на Перо Ѓорѓиевски, Васе Алексов и Венко Крстевски. Имаме едно советничко прашање до градоначалникот на општина Кочани. Во најкрус можен рок, знаеме дека има и општинската администрација извршено, има внатрешен ревизор, да испрати ревизор во работењето на градскиот фудбалски клуб Осогово Кочани и да го контролира работењето во изминатите 4 години, се до 28.2.2012. Пред мене, пошто многу сакат да се расправат со документи, со слики, значи пред мене имам некои изводи што са сумнителни исплати по договори, значи да видиме дали има основ. Сите знаеме дека во градот кој од позадина управуваше, има си таму властени лица, како се исплаќани, врз основа на кои предмети са исплаќани тие суми, дали на некои блиски роднини, на блиски другари, предмет на основ по кој са влечени тие пари. Значи во цело знаеме дека не е мала сума. Градскиот фудбалски клуб Осогово годишно има милионска програма, значи тоа може траело полог период од 2017, 18, 19, 20, исто да видиме тамо како по друг основ се остварувани тие приходи. Има еден правен субјект под кирија, не знам дали има договор тамо, дали може да обавува стопанска дејност. Значи има сомнение според мене за створени незаконски действија, но сето тоа сакам нели да се има овластено да се изврши ревизија доколку се може, па после тоа ако може нели да се покренат други процедури. Благодарам. Благодарам. Васе Алексов. Моето советничко прашање се однесува до стручните служби во општина Кочани, бидејќи од однесувањето на нас советниците евидентно е присуство на канабис во воздухот или не знам некои психотропни супстанции, па би запрашал која е постапката покрај топломерот на вратата на салата, пред почетокот на седниците да биде поставен и дрегер со кој би се вршил тест за присуство на алкохол и психотропни субстанции кај сите нас. Дали е тоа само техничко прашање или ако треба да донесеме одлука, да одиме со предлог точка на дневен ред, со гласање и со И другото прашање се однесува до советничката група на СДС. Токму поради ово барам дрегер за алкотест и психотропни субстанции.
Значи прво е Веко Крстевски. Поред, тие беа пријавени. Па не можам ја да сугерирам кој што да постави прашање. Што да прекине? Јас имам уште неколку советнички прашања. Вие секој има право да поднесе барање. Мене ме интересира докаде е исплатата на штети по однос на пожарите, кои што беа на 2 август. Исто така ќе дадам поддршка на предлогот за ревизија на колегата Перо Георгиевски. Баш ме интересира тој во кое својство ги договара играчите за исплата во последните неколку месеци. Ќе треба да даде одговор на таа ревизија. Ревизијата треба да се содржи од датумот на основање на правниот субјект до последниот ден. Мене ме интересираат баш тие одговори, да видиме кој давал позајмици, како ги давал тој тие позајмици, врз основа на што, затоа што, како што знаеме дека до 2021 година сите фудбалски и спортски клубови требаше да доставуваат целосни извештаи. Ова година ОСОГО нема доставено таков извештај, па ме интересира по однос на сите изводи каков ќе биде извештајот, нормално и да се направи соодветна ревизија. Исто така имам уште едно прашање до градоначалникот, бидејќи и точката за топлите води е поместена. Мене ме интересира дали тој градоначалник како поранешен директор на комуналното јавно предпријатие планира да преземе одредени мерки по однос на топлата вода која што не се реинектира, туку се испушта во реката. Со самото тоа се руши нивото на биодиверзитет во природата и може да имаме несакани природни поместувања. Благодарам. Добро. Бидејќи гледам дека нема никој, бев известен од градоначалникот, ви кажав на почетокот и сега дека на сите поставени прашања ќе се заложам да биде писмено одговорено до сите советници. Затоа ви благодарам и со ова е затворена седмата седница.